Следниот соговорник во Астрорум нема проблеми со популарноста, го познавав и јас, го познаваат сите кои што ги следат социјалните медиуми, некои популарни емисии на телевизија, но кога му побарав кратка биографија, тој испрати неколку реченици кои што наместо да импровизирам, јас ќе ги прочитам, претпоставувам дека ќе знаете за кого станува збор. Роден е далечната 1986 година, коинцидирајќи со несреќата во Чернобил, што остава трајни последици по него. Љубовта кон книгите ја наследил од своите родители, собирајќи картони и некролози за потпала, а кога малку пораснал, поминал на потешки работи, како што се железо, бронза и алуминиум, кога ќе има. Ова е негово губење на невинноста во поезијата и пишаниот збор, сака да го чита Бекет, Рахманинов, Достоевски, Толстој и уште 5 други писатели кои ги најде на Википедија како битни. Рахманинов не знае дека е композитор. Уште. Станува збор за Моџо Килингтон, односно Божидар Божиновски. Мило ми е, да. Добре дојдовте во Астрорум. Добре најдов. Со вас човек не знае дали се шегувате, дали сте сериозни, но редовно, без исклучок, ја погодувате поентата сред среде и на тој начин разговарате за најтешките работи кои што не обгружуваат, но ви се случува да ви попушти таа нитка шегобина, па никогаш да експлодирате, да употребите пцости, кога навистина сме сите извадени од колосек од некои работи кои што се за неверување, а ја допираат човечноста. Редовно го кревате својот глас против неправдите и затоа мене ми е тешко како да ве најавам. Вие сте и најпознатиот твитерџија, имате неверојатно посетуван сајт, сценарист, ко-сценарист на вчерашни новости, а она за што сме денес тука, дека имате и збирка поезија, која што наскоро ќе биде промовирана. Како се чувствувате во сите овие титули, некаде подоминантно, некаде по сенка? Јас не ни запомнив све шо сум. Овде сме за поезијата, да. Пријатно се чувствувам, мило ми е тоа со псостите, затоа што најчесто се случува сите да сакат да го кажат, ама ради причини како што се пристојност едно друго се воздржуваат. И затоа е лесно да се каже тој, да се соберат и лајкови и мислење да се потврди, затоа што едноставно државата во која што живееме е таква што без пцуење тешко би опстал човек. А и Фројд смета дека самото пцуење е здраво, така да чувајте си го здравието и пцуите. Повеќе не чини здравствениот систем. Во оваа биографија, кога би глумеле дека сме сериозни сега, што просто не е возможно со вас, вие имате завршено политички науки, да. Тоа сте по диплома. Да. Кога ќе се дознае тој факт и сето она што не зачудува и што мислевме дека е една проста интелигенција, завршува тука, бидејќи толку добро ги скенирате состојбите, практично во еден статус правите цела анализа. Дали сега од каде политички науки и зошто не се занимавате со тоа на најтрадиционален, конвенционален начин? Тоа е малку полуга приказно, ама ајде ќе се почнам. Политички науки, затоа што растев со војните во Југославија, цело време беше тоа на телевизија, па приватизација. Вие сте 80 некој родени, 86-та. 86-та и кога растев беше баш тоа. Ги гледав бегалците како бегат со трактори и со све во они војна приколка. Па приватизацијата им
сакав правда некако. Мислев дека во политиката можем да стигнам. Кога веќе подпораснав, сватив дека ако сакам да стигнам да направам нешто во политика, треба да ја продам душата. За да стигнеш на некое место каде што можеш да смениш нешто, треба да газиш преку лешеви и веќе не си нистиот човек кој ќе стигнеш. Не те интересира поќе правичност и правда и решив да се трнам од тоа и да пробам светот да сменам на друг начин. Секако дека менувате, ако ништо друго, Да, за почеток ставови на микро ниво, највлијателен сте, колку веќе години сте прогласувани за најпопуларен твитерџија за... Па не водам рецка, затоа што више тоа има Веќе стана забава, константа. да. Па не е забава, ако знаеме какво е влијанието на социјалните медиуми и така како треба да се сметате за сериозен играч во општеството. Не мислам дека мојот став има некое влијание врз општеството, за жал. Да имаше, веројатно би биле по различни работи од што се сега. Чувствувам доза на разочараност. Некој собира материјал во вакви кризни времења, транзицијски времења и се радува кога има материјал за правење скечеви, но кај вас чувствувам дека не се радувате. Повеќе би се менувале да немате толку работа, да живееме во похумано општество. Да работа, да. Како во Шведска. Не можам ни да замислам каква комедија би правеле во Шведска вчерашни да се... За жал, имаме материјал за уште 50 сезони, веројатно до пензија уште ќе се занимаваме со истите. Мене ме интересира како ви успева на неколку пунктови да работите, бидејќи вие имате сајт кој што треба да го полните, Моџа Килинтон, треба да пишувате сценарија за вчерашни новости, постојано да ја негувате публиката на Facebook, на Twitter, како се димензионирате, што ви е приоритет, собирате материјал прво за следната епизода на вчерашни, па останува се останато, тоа ви е? Вчерашни приоритет во секој случај. Имам среќа да лесно ми оди таа работа, седнувам, пишем, како и секоја друга работа, како чевлер или седнуваш, работиш и толку е. Некој пат е добро, некој пат не е, ама ништо страшно, тоа е сепак само емисија, не е нуклеарна централа сепак. Како ви оди соработката со останатите луѓе, со Бранко Огњановски, со некој кој што има минат труд? Супер, од Бранко научив многу и го гледам како ментор и човечки научив многу од него. Веќе 3,5 години работиме заедно. Искуство што не може да се спореди со ништо друго. Имате примери во кои што гледате цел да постигнете да бидете хуморист, комичар, како Чарли Чаплин? Имате некој кој што ве радувал во детството, младоста? Сте замислувале дека ќе ја имате способноста толку да засмејувате маса на луѓе? Не, све случајно, и овде сум случајно. Никако. Стварно. Јас се надев дека ќе работам во администрација, жена, деца, 2 кредити. На 60 ќе се пензионирам со, да. И ќе чекам да умрам, ама ме одбија за жал или за среќа. Ќе видиме уште на сите конкурси за работа, така да све што ми мини случајно и книгата скроз не ни планирав да издавам, па ме побаравте вие и Бранко ме побара за вчерашни, така немам ни план, ни амбиција, некоја... Универзумот работи. Предпоставувам дека во подсвеста, да, толку е раката на универзумот. Ќе ми дозволите, апропо збирката, која што ќе излезе и ќе биде промовирана, да прочитам дел кој што го добив од уредникот на збирката, Татјана Димовска Атанасова. Таа вели: станува збор за длабоко интимна поезија, авторот се соголува себе си, интензивно чувствува љубов, копнеш, страв, безнадежност, апсурд, токму тој бодлеровски призвук, емоционално жестоки слики со силно изразени контрасти се најсилната страна на поезијата на Моџа. Меѓу стиховите во кои се испреплетуваат тагата, болката и разочарувањето, како против тежа, авторот ја спротивставува љубовта како нешто што ќе го спаси светот. На границата помеѓу животот и смртта, сонот и јавето, постоењето и непостоењето, ангелите и демоните, е таа неговата љубена по која тој посега, а патиштата никако да им се вкрстат. Како расипан часовник, чии стрелки се застанати далеко една од друга, проколнати никогаш да не се сретнат. Тоа патење по таа што никако да ви пише и на Facebook. Повторни во поезијата. Да. Имав искуство со син, со
кој ја напишав книгата, пошто ја пуштив до 13, мислам дека Арсламина уште не постоеше и сите син ми мана, знам. Така да имам во тоа искуство, веќе се набилдав, не ми е битно е да отвори сега и сине. Ова беше премногу сериозно, Блаже Коневски, очекувам негде да излези. Поезијата моја, искрено, јас ја немам прочитано, затоа што само ја пишувам и толку завршам. Излегува од вас и ви завршува процесот. После останува нешто да коригирам, ама не коригирам. Можда би била подобра така. Така да можно е да е оточно. Не можам да кажам да или не. Од сите канали низ кои што ја пуштате енергијата, се гледа дека ви е важна љубовта, гледате спас во љубовта, меѓутоа зошто смртта се провлекува постојано? Зошто тој меѓу Еросот и Танатосот некако речиси да не постои некоја објава, да не е на границата, да не е... Смртта, веројатно е стравот од смртта, што после тоа ми е една честа тема на размислување, дали има задгробен живот, ако има каков е, да речеме по христијанството има рај и пекол. Дали душата е стварно бесмртна, што и тој представува друг проблем. Смртноста наша представува проблем затоа што знаеш дека имаш време на земјата. Имаш душа која е бесмртна, што ако та душа бесмртна сакаш да ја прекинеш. Дека е можно вечно да траете наспроти тоа дека ќе ви се опре животот? Да, и то ми е и вечноста кој ќе се трпи себе си бесконечно. Без излезите е страшна помисла. Исто како што е лимитираното време страшна помисла. Ама веројатно та лимитираност ни дава да правиме нешто, затоа што кога имаш бескрајно време, зашто би правил нешто кога можеш да го одложиш за утре, за по 150 години, за по 200. Како ви доаѓа поезијата? Гледам дека сега сте особено активни. Што ве мотивираше? Дека повторно се афирмираше збирката поезија? Имате во 5 часот, пишувате по една песна? Да. Долго време не пишував, од кој имав одреден број на песни, затоа што бев разочаран, пуштено до сите, никој не ни врати, ни да речи, ни го изгуби времето, врати ни го барем што ја читавме. И сега со Татјана ми се смени многу животот, почнав пак да пишувам. Никој пат не бев некој читач, и уште не сум, ама почнав и да читам. Ги знам скоро сите букви. Така да ки има уште многу. Рахманинов е композитор, инаку. Музичар. Во биографијата не бевте сигурни. Ви тврдам. Сигурно имате некоја желба, макар подсвесно, на подсвесно ниво, што сакате да направите. Овде се што пробавте е успешно. Но во некоја иднина, во оној зрел период кога сакате уметнички да се остварите, сакате популарноста да издигнете на повисоко ниво, да излезете во рамките на земјава, која ви е целта? Па прво зрел период би ми била целта да достигнам. Да созреете. После ќе видиме, да. Немам некоја цел, затоа што све досега ми е случајно, лош сум многу за планирање, сите планови ми пропаѓаат, така да како ќе биде така. Подобро во стихијата се снаоѓате. Да. Подобро на диви води. Да. Обично водите од други страни, да, така да јас само плутам по нив. Битолчанец сте. Сакам да ве прашам што се случи со таа градска битола, прогресивна битола, и самиот сте еден типичен пример, рокерска битола, од широк сокак. И јас, мојата генерација не ја фати баш та рокерска битола. Мислам дека тоа е само идеализирање на минатото, исто како што и Старо Скопје и Конзулска битола, дека воопшто не ни постоеле тие. Како што измислуваме денес, Пајтон и па серенади, можда имало исклучоци, ама сигурно има и денес некој што пее серенади и добива вода низ балкон. Ама вие се уште одите на рокерски места во битола, на рокерски настани? За среќа постои уште две, тие се последните места, и ако згаснат тие би требало да го затвориме градот. Па немавме книжарниче 6 години во битола. Сега литература. Имаме. На широк сокак. Да. Значи вашата збирка ќе може битолчани да
Па се надевам мајка ми и татко ми дека ќе ја купат. Секогаш ве следи таа, не да речеме скромност или некоја, имате доза на недоверба во она што го правите, цело време се преиспитувате? Во се. Зошто таа несигурност кога е многу пати потврдена? Затоа што ми е полесно така да не се надевам дека ќе успее работата, да се помирам со неуспех на почеток, отколку да дадам се од себе и да не успеам. Тоа е некој одбранен механизам, затоа што како што постои страф од неуспех, постои страф од успех. Што ако стварно сум добар и ако стварно не бива. И тоа е страшно исто. Првиот дел од разговоров го водевме, имав чувство како да сте на Твитер. Може да ве замолам сега како на Facebook? Таму има, не сте лимитирани со карактери. Малку, нема проблем. малку поопширно. Нема проблем, само ќе. Не сум многу зборлив, така да. Музиката ви е многу важна. Покрај вашите ставови редовно пуштате и музика и на Facebook и во дадениот момент можеме се надзираат работи што ви се случуваат во делот од денот. Што на која музика сте растени или не сте растени, а ја осознавате сега, чинам некако како да живеете во најубавото време на рок-н-ролот. Не толку во денешното, иако ги следите и современите текови. Се надевам. Со музиката чудно ќе звучи, али кладулница ми го смени животот. До 2-13 години бев нормално дете, слушав све што слушавме, тие глупости од Србија што идеа. Па фатив кладулница десно, реков да купам CD-ња. И првото CD што го купив беше Sex Pistols. И втора песна беше God Save the Queen. И од тогаш Ви се смени курсот. Ми се смени, да, осетив енергија, осетив многу поинако нешто што не го слушнав до сега. Тогаш вие сте панкер, не сте рокер? Така почнав. Да, се шетав и со карирани панталони. Среќа тогаш немаше Facebook, па нема слики. Музиката ми е многу важна, посебно Битлси. Во 18-19 години ми го формира и светогледот и кон другите луѓе, кон љубовта, кон светот како би бил идеален да изгледа. И го сменија тие многу светот, ама и го сменија и мене. Да. Сега во која фаза сте од животот, ако треба да си направите една скица, можа, музички, поетски, обштествено, политички, некако, како обштествено, одговорно или неодговорно обштествено битие? Во главно неодговорно, поради импулсивноста. Музички стигнав, мислам дека до 71-ва негде, кај да е ќе отидете на златните 80-ти, ама може да отидете во New Wave. Се надевам, нема, ќе треба друго да се леопардови панталони, тапира на коса, да го правиме за наредно. Следното интервју така. Следната збирка, може и албум. Да, зашто да не. Да, и вие свирите така, гитара? Така само изгледа. Не, вистина? Никогаш не сте имале практично искуство со музиката? Пробав да свирам, како што пробам, не ме бива, за 15 минути не станав Джими Хендрикс и... Сакате брзи успеси? Лесно се тргате од предизвикот? Да. Не ќе напорна работа. Што полесно? Што полесно, то подобро. Тоа подобро. Рековте дека не читате многу, предпоставам на квантитет, меѓутоа она што читате, што е, кој вид на литература, бидејќи пишувате поезија, би требало да ве интересира? Да, ама не читате поезија? Да. Може би стрипови, на времето графички? Бодлер по прв допир ми беше со Лорка, пошто имавме дома и Рембо, али сега во последно време романи. Што ви остави последно голем впечаток? Ако се сети така. Со имиња, нешто со кутија беше од српски писател. Добра. Не ми текнува што беше. Речникот на хазарите, кој беше авторот? Пекич или Павич? Павич. Се извинувам. Хазарски речник, речникот на хазарите. Да. Друго што читав, баш ме заболе, имате сега. Прочитав. Да, супер. И сега после тоа баш ме заболе. Така ви помогна да бидете поцврсти во таа девиза? Не. Како насловот? Не? Не, од пред тоа не ме болеше.
само ми се потврди дека има и некои други што не им е гајле. Да, добро, не ми е гајле. Кои личности во низ историјата ви се вака фасцинација? Не знам, некои ги одучевуваат војсководците големите, некои големите автори, музичари, писатели. Во главном музичари и диктатори. Баш би сакал да можем да го сватам тој ментален склоп на, не знам, на Сталин, на Хитлер, што им врвело на главата, од каде таа мог, како успеале толкав народ да заведат и да го прават све тоа што може да го прават. Затоа што во основа сме сите ние човечки битија. Имаше многу интересно америчкиот психоаналитичар што ги анализирал на Нимбергските протести, ова судење. Тој сватил дека мање више никој од нив нема никаква психичка болест, дека се сите нормални луѓе, само дадените услови од нив направиле зверови. И на крајот се уби затоа што свати дека во сите од нас постои еден Хитлер и еден Сталин. То ме интересира, ме фасцинира од историски гледна точка. Ги препознавате тие личности и во нашето секојдневие и во блискава? Па сега е веќе во подалечна дестинација, така. Го препознавам, да. Нема дерман некои луѓе од вас. Ме интересира, Немат. Да, ме интересира, сте имале досега некакви сериозни закани, совети добронамерни, помалку добронамерни? Совети добронамерни, да, не мој, ама шо ќе ти сега државата ќе исправаш. Од некоја конкретна личност која што сте опевале, како што само вие знаете? Не баш. Закани сум немал, што ми е дури срам да кажам. Сите имале закани, скрос небитен се осеќам. Имате дрво тука, чукнете 3 пати, зашто сигурно не е пријатно да... Никој не се обидел да ве цензурира, ниту вие самите сте се нашле во ситуација да си направите автоцензура? Автоцензура ми се случувала за некој... Ми се има случај на автоцензура, да. На што најчесто подклекнувате? Од можната воочена потенцијална опасност или кога ќе проработи кај вас совеста, дека не смеете да одите многу далеко? Не едно од друго, не знам зашто ми се случува некој пат, едноставно ми е прекугла, валјда то. Цело време исправа, ништо не се менува. Која ви е омилена, мислам, зад која епизода стоите од вчерашни новости? Со која имате постигнато најголема популарност? Јас последно што паметам, ме фасцинираше каков труд е вложен и ако јас се прашувам, би замолила да се така разработени драматуршки, режиски епизодата со Маријан Стојановски и неговиот изгубен папагал. Да, баш та не ја работев. Не ја работевте така? Да му честитате тогаш на другите, на сценаристите. Што ви е вака светла точка, ако треба вие да одберете? Веќе имаме 102 ја правиме сега ќе биде ова недела. То се многу сценарија и многу снимања, многу клипови што погребот на ВМРО јас би од тоа што го напишам јас би го издвоил, затоа што тоа беше во едно такво време тензично, не се знаеше како ќе биде и што ќе биде, а се насеќаше дека е готово. Друго? Како успешно. Добро. Спиро енергија нормално. Веќе не се појавувате. Како за среќа. За вашето, да, за вашите нагледачите. Го сметате за лошо искуство или за добро? И вашето појавување во чудно. епизодите? Тоа ми беше прво појавување пред камери. Сватив дека не сум добар и не сум добар. И мило ми е што заврши. Затоа што ми беше преголем стрес. И сигурно ви одземало енергија од другите нешта. Да, од другите активности. Енергијата таму каде што не ме бива, не може да е насочена таму каде што ве бива, да. Релативно, не. Сакам да ве прашам сега за навистина сериозни теми. Вие сте поддржуваш секогаш борец сте за правата на една
да речеме една болест, тивок убиец кој што на прва рака не се гледа, ги поддржувате луѓето и секогаш го вртите вниманието да не го запоставуваат тој проблем депресијата, бидејќи одзема човечки животи. Мислам дека тригер беше професорката кога се самоуби и од тогаш сте многу активни, имате луѓе околу вас со кои што очигледно сакате да... Имаме и што за жал не се разви како само ќе водат други луѓе, сега мислам дека ќе има и сајт. Па тоа е еден модерен проблем во главном, што се смета дека до 2025 ќе биде депресијата ќе биде втор убиец. После ракот. После ракот, вајде. Многу е тешко кога си во депресија, а не знаеш дека првите панични напади кои ги имав, мислев дека само мене ми се случувало. И решив да проговорам да видат луѓето дека не се сами, дека не им се случува само нивто, дека има и други луѓе. И после тоа почне да ми пишат баји луѓе во инбокс, некои ојдоја и на психијатар, на психолог, некои се средија за среќа. Решија да си го решат, да почнат да го решаваат проблемот. Тоа е голем проблем за нормално функционирање. Дури и економски е проблем за државата, затоа што пропуштени денови, одложени проекти. Не е лесно да се живее, ама се наоѓа начин. Пред се мора да се посети психолог, психотерапевт. Најлошо што не знаат луѓето да дадат точна дефиниција на анксиозноста воопшто. Сите ја чувствуваме во дадени моменти, но најтешко е да се детектира нешто што и не е ни добро опишано, ниту постои можност да се. Да. Сега стигне време што секоја емотивна состојба ја сваќаме како некоја болест. OCD, децата ако било хиперактивно, па а порано имаше немирни и повлечени деца, а сега има ADHD. Хиперактивни, недоволно активни, тие граници некои веројатно се од фармацијата да продават, ама сепак депресијата е голем проблем. Гледаме на терен што се случува. Да. Посебно во држава каде што мислам дека сме прваци во Европа за лекови за смирување користење. Да, има официјални податоци, некоја статистика на користење на антидепресиви или? Да. Значи подкрепено, По глава на жител сме ние, па после Исланд, веројатно што немат сонце. Страшно, не е за смеење, но тоа е вистина, треба да се алармира и да се да побарат помош сите што се во депресија, да разговарат со блиски, со далечни, затоа што не знаеш кој ќе ти помогне. Ете еден ваков совет во група, обично непознатите помагаат. Да. Од различни причини на блиските не им кажувате. Тешко е некој пат и на блиски да кажеш некои немаат ни разбирање за тоа. Ајде, ништо не ти е, насмеј се. Написа него е пиво и ќе помине, да. Ќе излезе, ќе ти помине. Тоа е сериозна состојба што бара стварно лекарско. Ве прашувам за ова зашто луѓето од вашата генерација, за да останат мангупи во очите на другите, вие ја уживате популарност, обично ги кријат своите проблеми, а вие редовно апелирате дека пивото, пушењето не е проблем и самите се ставивте во абстиненција за да не ви ги маскира. Неуспешна. Добро, но еве поттик да се, но сепак сте се обиделе. Дали има заситување од проективе? Дали ве плаши тоа дека еве неколку сезони вчерашни дека не би можеле да го дадете максимумот? Како тимот гледа на вас кога немате доволно инспирација? За среќа имаме повеќе сценаристи, не сум само јас. Се случува во 100 и нешто епизоди да имаш лоша недела, лоша 2 недели, лоши 100 епизоди. Ама секој пат има Бранко направи добра машина каде што ако еден запченик не работи, другите работат. Така да нема проблем, а глупости во државата за среќа има многу. Не гледам некоја заситеност, само што тука има поголем проблем што нема конкуренција. Нема со кој да се бориш, да ги гледаш нив па направи тие. Не ви комбинира комплиментот најдобри сте кога сте единствени, така? Би било добро да сте најдобри кога има и други. Барем 4-5 емисии на секоја телевизија би требало да има по вакви. За жал, хуморот и сатирата е страшно слабо застапена, се сведува на странски комедии некој по телевизија, ако пуштат уште.
една телевизија да не ја именуваме. Добро. Вие претпоставувам дека сте гледале К15. Дали некоја друга дали некоја друга серија, дали некој друг филм, каков жанр ве интересира? Фантастика, драма, комедија? Филмови гледам многу слабо затоа што немам концентрација сат и пол. Во работата најпоќе топ листа над реалиста ми помогна, затоа бев и неле да го видам. Да, кога гостуваше тука. Тие ми се инспирација и К15 во тие години дорасте беа стварно големи и стварно битни. И сите на наш школ зборувавме кога биле паника и некој уште им останаа проблеми со со говорот ради тоа. Вие како гледате? Што мислите? Каква рефлексија е на младите? Дали каква трага оставате вие вчерашни, вие лично? За чудо оставаме трага кај многу помлади од што се надеваме околу 10 на 12. Најпоќе што имаат приде на мене дур снимав Спиро енергија беа деца. Затоа што бев со ланци и со чуда. Поважно ми е да ги нервираме политичарите. Искрено. Тоа е главната цел. Да немат мир. А дека ќе смениме нешто, се надевам ќе смениме на општествено ниво. Доста е да се лоцират проблеми, да се покажат, да се поттикнат други да зборуваат за нив. Тоа е основната цел. Како она лавина по цртаните, фрлаш камче и после шарена револуција. Јас ви посакувам да ви биде збирката прва, верувам ќе има и други поезија читана, да имате поголема самодоверба, зашто како некој од страна можам да ви кажам дека сте и влијателни и дека правите промени, иако вие некако не сте толку, не верувате во себе дека е тоа така на терен. Нескромно би било. Да. И бидејќи се наоѓаме во книжарница, кај што има изобилство од книги, јас мислам дека ова ќе ви биде добар подарок од Арсламина. Вуди Ален, ќе мора пак да читате, задача ви даваме. А тест ако има добро ќе. Благодарам многу. Како се вели, со здравје да си ја читате. Со здравје да се чита, да. А ние со здравје да си ги читаме вашите стихови и да има уште и да сте толку. Се надевам ќе ведри. Се видиме на промоција. Има наслов збирката? Аутопсија на љубовта. Аутопсија. Тука сме. Цело време сме на границата. Не се знае што е живот, што е смрт. Доследни. Ви благодарам многу за... Апетит морт. Благодарам за разговорот. Благодарам вас.